второ едукативно видео. Што е проблемот со моделот на мултипликатор на пари? Ги видовме двете главни идеи што јавноста ги има за тоа како функционираат банките. Двете се погрешни. Тоа не е премногу изненадувачко. На крајот на краиштата, за разлика од тимот на Positive Money, повеќето луѓе не го поминуваат своето време обсесивно размислувајќи за тоа како функционираат банките. А и банкарството е комплексно, што значи дека повеќето луѓе се откажуваат од обидот да го разберат. Но, што е со студентите по економија или финансии? Повеќето од овие студенти и дипломирани имаат малку подобро разбирање за банкарството. Тие учат за нешто наречено мултипликатор на пари. Приказната за мултипликаторот на пари вели дека банките всушност создаваат голем дел од парите во економијата. Еве како оди приказната. Еден човек влегува во банка и го депонира својот доход од 1000 фунти во готово. Сега банката знае дека во просек на клиентот нема да му бидат потребни сите 1000 фунти одеднаш. Веројатно, тој ќе троши малку од својот доход секој ден во текот на месецот. Затоа банката предпоставува дека поголемиот дел од парите депонирани се празни или резервни и нема да бидат потребни во даден ден. Таа задржува мала резерва од, да речеме, 10% од депонираните пари, во овој случај 100 фунти, и ги позајмува другите 900 фунти на некој кому му треба заем. Затоа заемопримачот ги зема овие 900 фунти и ги троши кај локален продавач на автомобили. Продавачот на автомобили не сака да задржи толку многу готовина во својата канцеларија, па затоа ги носи парите назад во друга банка. Потоа банката повторно сфаќа дека може да го искористи поголемиот дел од парите за да даде нов заем. Таа задржува 10%, 90 фунти и ги позајмува останатите 810 фунти како нов заем. Кој да ги позајмува 810 фунти ги троши и тие повторно доаѓаат во една од банките. Кога ќе ги прими, таа повторно задржува 10%, односно 81 фунта, и дава нов заем од 729 фунти. Овој процес на повторно позајмување продолжува, при што истите пари се позајмуваат повторно и повторно, но секогаш се задржуваат 10% од парите како резерва. Забележете дека секој од клиентите што депонирале пари во банката се уште мисли дека неговите пари се таму во банката. Бројките на нивните банковни извештаи потврдуваат дека парите се уште се таму. И ако има само 1000 фунти во готовина што кружат, вкупната сума на сите банковни сметки се зголемува, како и вкупната сума на долгови. Најверојатно, овој процес продолжува, се додека по околу 200 циклуси, речиси сите оригинални пари се во резервите, а само дел од една пара се позајмува повторно. До овој момент, вкупната сума на сите банковни сметки изнесува околу 10.000 фунти. Така, моделот на мултипликатор, што се уште се предава на многу универзитети, имплицира дека овој повторлив процес на банка што зема пари од клиент, задржува малку во резерва и потоа ги позајмува останатите може да создаде пари од ништо, затоа што истите пари се двојно бројат секој пат, кога се позајмуваат повторно. Моделот вели дека ако резервациониот сооднос, тоа е процентот од парите на клиентите што банките треба да ги задржат како резерва, е 10%, тогаш вкупниот износ на парите ќе порасне на приближно 10 пати од износот на готовината во економијата. Можете да го замислите овој модел како пирамида. Готовината е основата на пирамидата, а потоа, во зависност од резервациониот сооднос, банките го мултиплицираат вкупниот износ на пари со тоа што го позајмуваат повторно и повторно. Фактот дека она што туку ви го покажавме е целосно погрешно. Ова е неточен и застарен начин на опишување на тоа како функционира банкарскиот систем. Всушност, банките во Обединетото кралство не функционираат вака со години. Но и покрај тоа, овој модел се уште најчесто се користи кога луѓето зборуваат за тоа како се создаваат пари, било на универзитети или на видеа на интернет. Пред да потрошиме 5 месеци на истражување за тоа како точно функционира системот, и ние мислевме дека функционира вака. Прво, овој модел имплицира дека банките мораат да чекаат некој да внесе пари во банка пред да можат да почнат да даваат заеми. Ова имплицира дека банките само пасивно реагираат на она што го прават клиентите и дека чекаат луѓе со заштеди да дојдат пред да почнат да даваат заеми. Ова не е начинот на кој навистина функционира, како што ќе видиме подоцна.
Второ, тоа имплицира дека Централната банка има конечна контрола врз вкупната количина на пари во економијата. Тие можат да ја контролираат количината на пари со промена на резервациониот сооднос. Тоа е процентот од парите на клиентите што банките треба да ги задржат како резерва или количината на основни пари и готовина на дното на пирамидата. Например, ако Банката на Англија постави законски резервационен сооднос и овој резервационен сооднос е 10%, тогаш вкупната понуда на пари може да порасне на 10 пати од износот на готовината во економијата. А ако Банката на Англија потоа го зголеми резервациониот сооднос на 20%, тогаш понудата на пари може да порасне само на 5 пати од износот на готовината во економијата. Ако резервациониот сооднос се намали на 5%, тогаш понудата на пари би пораснала на 20 пати од износот на готовината во економијата. Алтернативно, Банката на Англија може да ја промени количината на готовина што е првично присутна во економијата. Ако печати уште 1000 фунти и ги пушти во економијата, а резервациониот сооднос е се уште 10%, тогаш теоријата вели дека понудата на пари ќе се зголеми за вкупно 10.000 фунти, по тоа што банките ќе го поминат процесот на повторно позајмување на тие пари. Овој процес се опишува како менување на количината на основни пари во економијата. Но, најзначајната импликација на овој модел е дека Банката на Англија, Федералните резерви или Европската централна банка имаат целосна контрола врз тоа колку пари всушност има во економијата. Ако го променат износот на основата со тоа што ќе испумпаат повеќе основни пари во системот, тогаш вкупниот износ на пари треба да се зголеми. Ако го променат резервациониот сооднос, тогаш ќе се промени нагибот на страните на пирамидата. Но, на крајот, резервациониот сооднос ја спречува понудата на пари да расте понатаму. Во некој момент стигнуваме до врвот на пирамидата и понудата на пари престанува да расте. Значи, апсолутно нема можност понудата на пари да излезе од контрола. Сепак, има еден мал проблем. Речиси се во ова опишување на банкарството е погрешно. Всушност, професорот Чарлс Гутхард од Лондонската школа за економија, кој бил советник на Банката на Англија повеќе од 30 години, го опиша овој модел како толку нецелосен начин на опишување на процесот на одредување на обемот на пари, што се изедначува со погрешна настава. Може би ќе беше простливо учебниците да бидат застарени, доколку правилата се имаа променето во последните неколку години. На крајот на краиштата, многу правила и регулативи се променија за време на финансиската криза. Но професорот Гутхард всушност го изјавил ова во 1984 година. 27 години подоцна, студентите на универзитетите се уште учат опишување на банкарството, кое е целосно неточно. Ова е голем проблем. Ако овие студенти потоа станат економисти и советници на владата, а не ја разбираат точно како функционираат парите, тогаш нашата економија би можела да се најде во вистински хаос. Чекај. Та веќе е. Сега, морам да истакнам дека овие видеа се однесуваат на Обединетото кралство и не сме имале време да потврдиме точно како функционираат работите во САД и Европа. Но за оние во САД, труд објавен во 1992 година се осврнува на учебник кој се уште се користи во универзитетите денес и наведува дека моделот на мултипликаторот е во најдобар случај погрешен и нецелосен модел, а во најлош случај целосно неправилно специфициран модел. Во Обединетото кралство веќе нема резервационен сооднос, и тоа е така долго време. Банката на Англија нема реална контрола врз количината на готовина, ниту дури и врз електронските основни пари, за што ќе зборуваме подоцна. И Банката на Англија сигурно нема контрола врз вкупната количина на пари во економијата. Не се само економските дипломци оние кои имаат погрешни информации. Дури и луѓето кои работат во Министерството за финансии се уште веруваат дека се функционира според учебниците. Имаме добиено писмо од Министерството за финансии во кој се вели нешта како во овој систем само Банката на Англија има контрола врз монетарната основа, која се состои од валута, банкноти и монети и резерви што ги држат комерцијалните банки кај Банката на Англија. Комерцијалните банки чуваат само дел од своите депозити како резерва, позајмувајќи го остатокот, додека истовремено имаат обврска да ги исплатат сите депозити на барање.
Dozvolovanието на луѓе со нецелосно разбирање на тоа како функционираат парите да управуваат со нашата економија е многу опасно. Тоа е како да дозволите студенти по инженерство кои не разбираат што е гравитација да градат облакодери. Луѓето ќе страдаат.